Почитувани слушатели на ЕСИ Радио, добре дојавте во емисијата ЕСИ Спорт. Во неделната емисија, која што ќе обратиме внимание на Олимпијадата, која што е во тек во Париз. Имаме многу интересни надпревари, многу дисциплини, многу нови медалисти. Тоа е доста интересно и затоа можеби е одвително начин да обратиме внимание на новие работи. Еве, на пример, синоќа се одржа надпреварот Соединетите Американски држави и Србија. Надпревар од полуфиналето во кошарка мажи. Така да американските кошаркари испаднаа сепак подобри од српската репрезентација со победа од 4 разлика 95-91. И иако Србија водеше 38 минути, сепак на крајот на денот ветераните од НБА лигата успеа да победат српската репрезентација. Надпреварот се одвиваше во многу интересна надпреварувачка атмосфера и после надпреварот и американските кошаркари има пофални зборови за српската репрезентација, кој што навистина се бореше до крај, но сепак искуството и победите во најсилната лига во светот ја донесува американската кошарка во финалето, каде што ќе се сретне со Франција и ќе биде едно интересно финале кој што сите очекуваме да го гледаме. Од другите дисциплини, Норвешка ја порази Данска и се пласираше во финалето на Олимпијадата и ќе таргетира да освои трето злато во ракометната дисциплина. Тие обезбедија пласман, Норвешка обезбеди пласман во олимпиското финале, откако во тежок полуфинале надпревар ја совлада Данска до 25-11, 25-21 се извинувам, на полувремето беше 11-8. Норвешка со оваа победа по пети пат во својата историја ќе се бори за златниот медал. Те имаат тимска игра, има кохезивна тимска игра со 6 играчи кои придонесаа по 3 или повеќе гола и успехот на норвешката репрезентација беше постигнат токму од тоа. Колективен напор кој истакна длабочината и рамнотежата на норвешкиот тим, што беше и белег на нивниот настап во целиот турнир. Од друга страна, Данска се бореше да најде лидер на теренот, што на крајот доведе нивен пораз. И покрај поразот, сепак Данска има уште шанси да обезбеди медал, бидејќи во мечот за брзениот медал ќе се соочи со Шведска. Исто така, словенечката ракометна репрезентација во четвртфиналниот надпревар на Олимписките игри триумфираше на Норвешка во машка дисциплина. Тие се на пат да освојат медал, кај што ќе играат и во полуфиналето сега. Оваа победа означува историско достигнување Словенија, бидувајќи го нивниот прв настап во едно олимписко финале како независна земја. Размислувајќи за играта, Зорман, кој што е тренер словенечката ракометна репрезентација, Урош Зорман, нивниот селектор, ги пофали своите играчи за нивната исклучителна екзекуција и контрола во текот на целиот надпревар. Одигравме фантастичен надпревар. Го контролиравме резултатот од почетокот до самиот крај. Не се сеќавам кога последен пат имашме толку целосна команда над она што се случува. Во собликувалната разговаравме за нашата стратегија и секој играч безпрекорно го реализираше планот на теренот. Со оглед на тоа, што сега се наповеда полуфиналето, Зорман ја нагласи важноста да се задржи нивниот моментум, бидејќи се стремат кон место во мечот на златен медал. Знаеме дека нема да биде лесно, но сега имаме голем моментум што мораме да го искористиме. За сега можам само да ги пофалам моите момчиња и Словенија е сензација на Олимписки игри и покажува атомски ракомет, додаде Зорман. Уште еднаш Словенија во полуфиналето ќе се соочи со Данска, а надпреварот е закажан за 9 август од 21:30 часот. Додека тимот се подготвува за овој судир, нивните цели се насочени кон носење дома на олимписки медал, прв пат како независна држава откако се одделија од Федеративна Југославија. Во од фудбалските вести ќе одделиме дека Матео Ретеги потпиша со Аталанта во договор од 20 милиони евра и Аталанта официјално успеа да го обезбеди потписот на напаѓачот од Дженова. Шампионот на Лига Европа доби квалитетен играч. Иако точните услови на договорот не се обелоденети, извештаите од италијанските медиуми проценуваат дека трансферот е околу 30 милиони, 28 милиони евра.
25-годишният напагач, роден в Аргентина и бързо се прослави на международната сцена и играше, веќе има одиграно 12 надпревари за Италија од неговото деби во 2023 година. Неговите импресивни настапи исто така го видува учеството на сите 4 надпревари на Италија за време на Евро 2024 година, каде што Италија испадна во групната фаза. Доаѓањето на Ретеги е значително засилување на главниот тренер на Аталанта, Џан Пиеро Гасперини, кој неодамна изјави загриженост дека неговиот тим станал помалку конкурентен во последните месеци. Се очекува подписот повторно да го засили тимот, особено по несрекната повреда на Џанлука Скамака, кој заработи скинати предни и вкрстени лигаменти. Се очекува да биде надвор од терените најмалку 6 месеци, што ќе остави празнина, која Ретеги ќе има задача да ја пополни. Во текот на претходната сезона, Ретеги ги покажа своите таленти, постигнувајќи 9 гола и давајќи 3 асистенти на 31 надпревар. Неговата преслава во Аталанта означува клучен чекор во неговата кариера, бидејќи тој се приклучува на клуб со амбиции и дома и во европските надпреварувања. Од друга страна, на врвни македонски судии им е доделено да ја водат полуфиналната пресметка на Олимпијадата помеѓу Германија и Шпанија во ракомет. На врвните македонски арбитри Ѓорги Начевски и Славе Николов им е довелена престижната задача на Олимписките игри во Париз, каде ќе го водат одлучуваниот полуфинален надпревар меѓу Германија и Шпанија. Ова најнова задача означува уште еден значаен момент во нивната импресивна кариера како елитни судии. Тие се избрани да го следат Европското дерби, кој треба да започне во 16 часот и 30 минути денеска. И оваа полуфинална пресметка ќе биде нивни пети судски надпревар на игрите во Париз, што ја нагласува довербата во нивната сручност и правичност на теренот. Интересно е тоа што македонското дуо веќе ја водеше пресметката помеѓу Германија и Шпанија за време на групната фаза на овие Олимписки игри, каде Германија излезе како победник со 33 спрема 31. Нивното претходно искуство со овие два тима додава дополнителна слој на запознаеност и тоа може да биде клучно во управувањето на високите влогови во полуфиналите. По крајове реванш, Начевски и Николов ја делеа правдата и на клучни надпревари, меѓу кои Данска и со Норвешка, Хрватска против Словенија, Унгарија против Египет и така натаму. Нивниот постојан настап во текот на турнирот им ја донесе честа да ја го надледуваат еден од некритичните надпревари во ранокометното надпреварување. Како што се наближува полуфиналето, сите погледи ќе бидат перени во оваа искусна македонска судиска дојка, бидејќи тие обезбедуваат фер плей во меч кој ќе одреди кој ќе се пласира во олимпиското финале во Рак. Почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со ЕСИ Спорт. Следиме Олимпијадата, ги гледаме сите интересни надпревари и во следнонеделното издание веќе ќе кажуваме и за финалисти, за победниците во финалињата. Спортската федерација на слепи на Северна Македонија во припреми на Шковскиот турнир, кој што одржи во Негорски бањи следниот викенд, каде што ЕСИ Радио ќе биде таму и директно ќе известува за турнирот. Останете со програмата на ЕСИ Радио и ви благодарам за вашето внимание.